15 август го гледате најновото издание на регионалните вести. Тетово и Гостивар летово потврлија на планот на градската чистота. Преполни контейнери, мини депонии и неподнослива реа е секојдневие на граѓаните. Комуналните предпријатија признаваат дека немаат капацитет да го соберат сметот, кој во летниот период повеќе од двојно е зголемен. Во летниот период, кога можноста за ширење заразни заболувања поради високите температури е голема, градската чистота треба да биде на највисоко ниво. Напротив, градските власти на Тетово и Гостивар, но и граѓаните, летово потврлија преполни контејнери, мини депонии, неподнослива реа е секојдневната гледка на повеќе места во Полошко. Комунале се катастрофа. На секој контејнер црно смрди градот. Народот не е дисциплинован. Треба да имаат сите кеси дома, да ги чуваат и на време да доваѓа неделно или како доваѓа, немам појма, да ги земаат џубрината. Свеста малку ни е ниска, значи да се потрудиме сите, ќе биде малку другчија, поубаво ќе биде. Гостиварскиот градоначалник Арбен Таравари признава дека градот деновиве не е чист. Вели дека со доаѓањето на печалбарите се зголемуваат количините на отпад со кој гостиварски комуналец нема капацитет да се справи. Општината веќе размислува дејноста собирање и транспортирање на смет да му ја даде на приватен концесионер. Во овие 2 месеци во Гостивар се дуплифицира бројот на граѓани. Значи имаме печалбари кои што доаѓаат. Нашите капацитети со камиони и со контејнери е ограничен. Иако 3 пати дневно се чистат контејнерите, пак се преполни. Значи се обидуваме да го менаџираме колку што можеме, меѓутоа прифаќам дека не е како што треба и дека може да биде многу подобро. Јас би сакал, ако можеме идната година да го дадеме под концесија тоа, да земе приватна фирма која што знае и е професионална во менаџирање. Оти не успеваме, верувајте, со комуналец и канализација, и водоводи, и сметот, комплетно овие работи не успеваме како што треба да се менаџира, меѓутоа сме битно подобри од околните општини. Јавните комунални предпријатија се соочуваат и со проблеми околу депонирање на сметот, затоа што дел од нив поради негодување и блокади на жителите од Гостиварско не смеат да го носат отпадот до регионалната депонија Русино. Тие бараат депонијата и патот кој води до неа да се уредат, па потоа ќе дозволат да се транспортира сметот. Веќе општините одлучивме, значи од Полошкиот регион да дадеме одредени средства, да ги исполниме условите кои што ни ги бараат граѓаните во Русино. И тоа бевме иницијатори јас и градоначалничката на Тетово и ќе ги уплатиме тие средства и ќе почнеме и со анализи на земјата и на воздухот и на водата и одредени акции што ќе земеме за да ги исполниме барањата на граѓаните кои што живеат околу депонијата Русино. Граѓаните бараат, например, све да се загради околу Русино. Комплетно да биде тоа заградено. Тоа ќе го исполниме. Бараат анализи точни од агенција колку е и каков е квалитетот на земјата, воздухот и водата. Колку се значи загадени. Трета работа, бараат да се направи контрола, да се постави барака во која што ќе има нон-стоп чувари кои што ќе бидат ангажирани од општините во Полошко, за да се има контрола кој уфрлува таму смет. Инаку во Полошкиот регион во 2017 година создаден е вкупно 139.003 тони смет, што е за речиси 11.000 тони повеќе од годината пред тоа. Како што покажуваат податоците на Државниот завод за статистика, лани биле собрани 108.047 тони смет. Годишното количество на создаден комунален отпад по жител минатата година изнесувало 379 килограми. Низ гостиварските улици во летниот период владае сообраќаен хаос. Возачите беснијат со автомобилите, зонското паркирање се уште не функционира, а сообраќајните несреќи се случуваат речиси секојдневно. Улиците во Гостивар, особено во текот на летниот период, се претвораат во тркачки патеки. Меѓу возачите владее ниско ниво на сообраќајна култура и свест. Се вози брзо и во голема мера не се почитуваат правилата и прописите, без да се размислува за последиците. Речиси секојдневно се случуваат сообраќајни несреќи кои се последица на несовесно однесување и пребрзо возење.
Ова видео, направено на кружен тек на фреквентна улица во градот, сведочи за беснеењето на возачите, кое е вообичаена појава. Гужвите низ улиците дополнително го отежнуваат воведувањето на сообраќаен ред. Престојот на печалбарите во родниот крај секое лето значително ја зголемува фреквенцијата на сообраќај. Зонскиот паркинг, кој беше укинат во февруари, се уште не профункционира, па владее хаос и со паркирањето на возилата. Остава е катастрофа. Ја да ви кажам. Јас сум во Швајцарија многу години. Колите ги паркираат са сведек. Ја имам кола, плаќаме по 25 денари. Сега е катастрофа, па гледај. Статистиката на полицијата покажува дека во јули и август се случуваат најмногу сообраќајни несреќи, а причина број 1 е неприлагодената брзина. Воведувањето ред и поголема безбедност по улиците беше тема и на првиот состанок на Советот за превенција на Гостивар. Во сообраќајна незгода повредено 9-годишно дете од село Ларце. Од полицијата информираат за кражба на електрична енергија во Гостивар, како и за пожар во Плевна во Форино. Во наведената куќа е затекната сопругата на Аѓ, лицето АР, инаку 73 годишна од село Трново, која што живее во Гостивар, информира СВР Тетово. На ден 14.8.2018 година пак во 6 часот и 30 минути во село Форино настанал пожар во Плевна, собственост на лицето МА од село Форино. По негово кажување пожарот првично настанал на првиот спрат од неговата Плевна, при што целосно изгорела дрвената кровна конструкција, еден кафес во кој имал гулаби, како и алати во Плевната, а потоа пожарот се проширил и во соседните куќи, при што се изгорени во целост кровната дрвена конструкција од Плевната и дел од првиот спрат, како и кровот од куќата, собствено. Деновиве на локацијата до стариот градски стадион во Тетово започнаа да се оградуваат повеќе локации со дрвена ограда, наменети за продавање на стока по повод празникот Курбан Бајрам. Од општина Тетово велат дека нема да дозволат на ова место да никне импровизиран сточен пазар. И годинава ке стариот градски стадион во Тетово се оградуваат повеќе места планирани за продавање на стока по повод празникот Курбан Бајрам. Подготовките за привремениот импровизиран сточен пазар ја алармираше општинската инспекција, која попладнево дојде на лице место и ги евидентираше сточарите, кои сакаат новаа парцела и годинава да продаваат. Од општина Тетово велат дека нема да има никакви санкции кон сточарите. Денеска само ќе бидат информирани дека по повод муслиманскиот празник стоката ќе ја продаваат на друга по соодветна локација. Најверојатно се работи за простор наспроти седиштето на секторот паркови и зеленило при јавното комунално предпријатие Тетово на влезот од градот. Сточарите не сакаат да зборуваат пред камера, но велат дека ќе се согласат да ја продаваат стоката на локацијата која ќе избере општината, каде таму треба да обезбеди соодветни услови. Инаку импровизираниот сточен пазар ке стариот градски стадион во Тетово пред празникот Курбан Бајрам привремено работи неколку години. Стоката се продаваше и колеше без никакви стандарди, на само неколку десетина метри од домовина тетовци. На јавната површина немаше ниту тоалети, ниту пак некаков затворен објект. Се продаваше и на тротоари на паркинг места. Од локацијата се ширеше неподнослива миризба. Остатоците од мртвата стока откако заминуваа сточарите, со денови скапуваше, а целата локација беше прекриена со измет. Надлежните не интервенираа, па мораа жителите од овој дел на Тетово да ја исчистат. Православните верници вчера го чествуваа празникот посветен на светите 7 маченици Макавеи. Во Глоѓи празникот одбележан со голем црковно-народен собир. Во црквата Свети Атанаси во Глоѓи, мештаните, гостите од околните села, но и селеници од овој крај, вчера се собраа на заедничка прослава на празникот посветен на светите 7 маченици Макавеи. Собирот започна со чинот на водосвет кој го извршија повеќе свештенослужители од Тетовското архиерејско намесништво, пошто беше прережан и кумскиот колач. Паричките во него ги одредија новите тројца кумови за идната година.
Amin. Святи мучениci, že dobre stradačestvo vaše i vjenčašte sja, molite jako Gospodu, pomilovati sja duša naši. Ublažaje Hristos posred nas i će vidjeti. Pomiluj ne Bože, po Твоята голема милост се молиме, чуј ни и помилуј. Пред присутните протоиерей Ставрофор Мирко Станковски одржа беседа за 7 свети браќа кои маченички пострадале околу 180-та година за чистотата на израелската вера на едниот Бог, на која удрил царот Антиох Епифан. Светите 7 маченици Макавеи, Соломонија, нивната мајка и свещеникот Лазар, старозаветните пророци го прославиле Бога, но и Бог нив ги прослави. Нивните имиња се запишани во Стариот Завет во книгата Макавејска. Тие пострадале заради чистотата на верата израелска од царот Антиох IV Епифан. Овој цар се карактеризирал со голема гордост. Тој се нарекувал себе си Бог и го присвоил за себе името на олимпискиот Зевс. Издал наредба сите негови поданици да се поклонуваат само на олимпискиот Зевс со кој се изедначи себе си. Тој издал и наредба да му се поклонуваат нему како на Бог. Во тоа време бил фатен мудриот и побожен старец свештеникот Елиазар, бил еден од 72 преведувачи кои го превеле Светото писмо од еврејски на грчки јазик. Бил многу мачен и бил изгорен во огин. После маченичката смрт на свештеникот Елиазар биле фатени 7 браќа заедно со нивната мајка Соломонија. 7 браќа Макавеи се викале Авим, Антонин, Елиазар, Гури, Евсевон, Алим и Маркел, бидејќи биле од висок род, нив ги испратиле на испитување кај самиот цар во Антиохија. Светите 7 макавејски маченици со својата мајка Соломонија и свещеникот Елиазар пострадале за верата во вистинскиот Бог околу 180 година пред Христовото раѓање. Царот Антиох бил казнет од праведен Божи суд, уште во земјата живот претрпел големи маки, во неговото тело се отворила медвечевата рана и тој не присувајќи искрено покаяние умрел најпосле и мајката која го видела и својот последен син во отворен во огинот и самата скокнала него и изгорела предувајќи на душата на Господа Бога. На денот посветен на светите 7 маченици Макавеи, верниците палеа свеќи за здравје и им оддаваа почит на заштитниците на домовите на православните жители од Глоѓи. Традицијата празникот да се слави како селска слава постои со векови. Како и во минатото, честуваме денеска на овој празник, Свети Макавеи, со тоа што нашите предци на овој ден пред многу години ја возобновиле нашиот храм Свети Атанаси, а како што во тој ден се послужило и се направило осветување на темелите на црквата Свети Атанаси во село Глоѓи, така да и оваа година, ово лето Господово, црковниот одбор и кумовите приложија едно денсно честување на овој празник, со тоа што ние како Сдружение можеме да кажеме дека и како претходен претседател на оваа црква можеме да кажеме дека овие традиции, овие адети само се едно место, делот кај што можеме да го развиеме локално-економскиот развој на регионот, затоа што традициите, обичаите, адетите, оние се инспирација од кои што се креираат туристичката нова дестинација на Полошкиот, тоест Почерапливскиот регион. Чествувањето на светите маченици Макавеи во Глоѓи продолжи со братско-сестринска трпеза на љубовта, приредена од кумовите, пошто во дворот на црквата следеше и општонародна веселба со многу песни и ора. Репортажата од празнувањето во Тетовско Глоѓи ќе емитуваме утре во 17 часот и 30 минути.
Лазо Вилковски, кој вчера владата го разреши од функцијата директор на Бирото за јавна безбедност, останува и понатаму да работи во Министерството за внатрешни работи. На седница вчера владата донесе одлука да се разреши директорот на Бирото за јавна безбедност Лазе Вилковски, чиј службен автомобил беше забележан во Грција. По предлог на министерот за внатрешни работи господинот Оливер Спасовски, на вчерашната седница Лазе Велковски е разрешен. На истата седница немаше предлози или нови имиња за директор на Бирото. Се очекуваме во некој од наредните седници да има, истовремено после таква одлука ќе биде информирана јавноста. За сега не е предложен и избран нов директор, а телевизија Телма објави дека привремено со Бирото за јавна безбедност ќе раководи заменик директорот Бесим Деари. Деари веќе 10 години ја извршува истата функција. Неофицијално како имиња за кандидати за директорското место се споменуваат Миле Зачевиќ, кој е поранешен директор на УБК, и Сашо Тасевски, како и Кирил Митич, и првиот човек на СВР Скопје, Тони Акимовски. Планот и програмата за престојниот референдум ќе се дефинираат на наредната владина седница, пошто и официјално ќе започне кампањата. Владата за таа цел побарала пари од министерствата, но не се знае колку средства ќе бидат потрошени за кампањата. Владата ја донесе одлуката за спроведување на кампања за референдумот, но се уште не се знаат деталите, туку само дека планот и програмата ќе бидат договорени на следната седница во наредната недела. По нивното дефинирање и официјално ќе започне кампањата, која има за цел да ги информира граѓаните за придобивките од прифаќањето на договорот за името со Грција. Клиниката Жан Митрев информира дека изминативе денови се случиле инциденти во кругот на болницата, кога група млади луѓе од непознати причини запалиле дел од палмите. Инцидентот е регистриран од безбедносните камери на болницата и снимките ќе бидат искористени за понатамошна истрага, во која ќе се бара кои се сторителите и кои се мотивите за тоа. Од клиниката во допис до медиумите испратија и видео снимка за настанот. Првиот случај бил регистриран рано наутро во саботата на 11 месецов во 1:30 часот, а вториот денес во 2:30 часот. Инцидентот е регистриран од безбедносните камери на болницата. Денес предпладне имавме сончево и топло време, поплатне со наоблачување, наместа со пороен дожд. Утринските температури се движеа од 9 до 18, а дневните од 24 до 35 степени Целзиусови. Утре ќе имаме облачно време со услови за дожд. Утринските температури ќе се движат од 8 до 16 степени, а дневните од 22 до 33 степени Целзиусови. Овде ги завршуваме денешните регионални вести. Благодарам што ги гледавте. Пријатно.